Шпанците го освежија првиот свој електричен автомобил Купра Борн, кој во новата изведба донесува измени во дизајнот, унапредени технологии, поголема автономија и посилни верзии. Како еволуција на досегашниот модел, визуелните разлики вклучуваат преден дел со поизразен облик, нови браници и матрикс светла со триаголен потпис. Амблемот назад е осветлен, а аеродинамиката е малку подобрена. Внатрешноста е дополнително дигитализирана со нов инфозабавен систем и поголема инструмент табла, а воведен е и дигитален клуч кој овозможува влегување и стартување на возилото со помош на телефон. Материјалите во кабината делумно се изработени од рециклирани извори, а новите седишта доаѓаат со опции за масажа, греење и меморирање на позицијата. Понудата погонски системи е проширена на 3 конфигурации. Основната верзија развива 190 коњи и има автономија од 484 км, а посилната 231 коњска сила и батерии доволни за 627 км пат. На врвот на понудата е изведбата ВЗ со солидни 326 коњи, со кои до 100 км на час стигнува за 5,6 секунди. Техничките унапредувања вклучуваат возење со една педала, лаунч систем за максимално забрзување и прилагодливо ослонување. Достапни се и повеќе режими за возење кои го менуваат карактерот на возилото, системите за помош на возачот значително се надградени, а дополнителните функции вклучуваат и можност за напојување на дворешни уреди. Купра Борн, како и досега, ќе се произведува во Германија, а пазарното лансирање е предвидено за летово.